Добар ден, дами и господа, добре дојавте во уште едно издание на подкастот Пресинг, организирано од најстариот и најдобар спортски портал во Македонија, екипа МК. Повторно сме овде во Sports Beer Garden, каде што сите легенди се собрани на едно место. Денес на токму една таква легенда имаме за гостини, на вистина голема чест и задоволство е да биде тука со нас прогласениот од неколку реномирани големи медиуми во светот за најдобар ракометар во историјата. Се разбира човек кој што одбележа исто така една ера и во македонскиот ракомет, како во Вардар, така и во репрезентацијата на Македонија, соработуваше и помогна да дојде ракометот да биде спорт број 1 во нашата земја. Европски светски шампион, трикратен клубски европски шампион, 2 медали од Олимписките игри со Југославија, од кои еден златен медал, исто така и како тренер 4-то место на Олимписки игри, светски шампион младински, беше исто така и со репрезентацијата на Словенија бронзен на светските првенства. Навистина голем е бројот на успеси во неговата кариера и репрезентации и клубови кои што ги има водено, но и се разбира и како ракометар, но пред се човек кој што секогаш е директен, никогаш не заобиколува тоа што има да го кажува, дали е тоа популарно во моментот или не, сепак е негово мислење и секогаш го дава за јавноста и не заобиколува со ништо. Човек кој што можете да го сакате, можете и да го мразите, но никогаш не може да ве остави рамнодушен. Голема чест и задоволство ми е денес да му кажам добре дојде на Веселин Војовиќ. Hvala, zadovoljstvo je moje. I iznenađen sam si i zapamtio toliko mojih sportskih uspjeha. Stvarno ih je dosta, ali ponekad voditelji i ne moraju da naglase sve to što sam ostvario. Na kraju kraja to je sve neka prošlost, živimo u sadašnjosti. Jel? Така е. Ви благодарам уште еднаш што ни направивте ваква чест и што сте тука денеска со нас и навистина е kako je uređen ovaj sportski kafe. Stvarno, ja mislim da u bivšoj Jugoslaviji nijedan grad nema ovakav uređen sportski kafe. Stvarno je fantastično i napravljena je jedna velika izložba istorije makedonskog sporta i ljudi koji su svoju karijeru i istoriju sporta pisali zlatnim slovima i stvarno je čast, sad vidim upravo ispred mene i Zvonko Šundovski, moj saradnik i pomoćnik koji je bio u reprezentaciji, koji ga obožavam i drago mi je da i on našao svoje mjesto ovdje. Da. Ви благодарам уште еднаш што сте тука денес, и навистина е чест ми и на мене како еден помлад човек кој што не се сеќава на вашите ракометни играчки денови, но ги памти тоа како тренерските денови, така да навистина ви благодарам. Повторно сте во Скопје, мислам, по 4 години. Има ли некое место и некои луѓе кои што ги посетувате секогаш кога ќе дојдете во Македонија? Ima ih puno. Ako bih krenuo da brojim, neke bi zaboravio, ali u svakom slučaju obavezan obilazak je Debar Malo. Prvo, tu sam i stanovao, imao sam stan kad sam bio trener Vardara i drugo, puno ljudi koji tamo rade, koji su ugostitelji, a veliki broj sportskih prijatelja, čak i van sporta, koji nisu vezani drugom, koji sam ja upoznao za tih 6 godina i u svakom slučaju ja se u Skoplju osjećam kao kući i poznajem sve ulice, sva mjesta, sve opštine, tako da stvarno kao da sam rođen tu. Тука сте поради една причина, 20 години спортско радио и тој ракометна фешта синоќа што беше во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје. Ме интересира како е по толку време повторно се соберете со сите пријатели, ривали и се останато. Ете, Лино Черар имаше на пресконференцијата една интересна изјава, не доаѓате двајцата бидејќи може да заврши они во ГПК, ако сте еден до друг и се навративте ли на некои такви? Mislim, kada se sjećamo tih vremena, ne možemo da izbjegnemo da se sjetimo tih vremena. Tu je bilo puno anegdota za sve te godine i puno nekih detalja, ali ja mislim da lično mene, a Lino je to već rekao, da mene je Lino unapredio kao trenera. Jer ja sam njega kao rivala izuzetno cenio i trudio sam se da napredujem i da izmislim način kako da pobedim njega i njegovu ekipu i samim tim sam napredovao kao trener.
Došli smo tu zato što je sportsko radilo slavilo 20 godina, sportsko radilo koje je opet jedno od retkih takvih u bivšoj Jugoslaviji. Ja kada god uđem u Makedoniju, prvo što radim to je da radio namjestim na sportsko radio, dobija sve informacije, dobija sve rezultate, možeš to da pratiš i to je jedan redak jubilej i divno je da su se oni setili da to obileže na ovakav način, da pozovu te legende rukometa koji su juče izašli, nekad neko malo stariji, nekad sa malo viška kilograma, ali u svakom slučaju publika ih je pozdravila. Bilo je puno emocije jer ti ljudi se ne viđaju svakog dana. Bilo je puno onih koji su bili članovi Vardara koji su osvojili one titule i to je I drago mi je da je publika došla u velikom broju i pozdravila ih na pravi način. Беше ли посебно емотивна вечер за вас? Ете, повторно во Скопје, во градот кој што мора се признае дека Веселин Вујовиќ секогаш ќе остане запаметен и како не само како тренер кој што бил во Вардар и во репрезентацијата, но како човек кој што бил миленик на публиката на клубот. Pa jeste, mene je, možda ja nisam objektivan, meni se čini da je nekako publika mene najtoplije pozdravila. Ali ja sam imao kao trener ponude od drugih makedonskih klubova. Ali ja nikako ne bih mogao da dođem u dvoranu Jane Sandanski kao trener neke druge ekipe koja je iz Makedonije i pred komitima koji me obožavaju da, ne znam, vodim neku drugu ekipu. Tako da, moj stav je da nikad neću trenirati niti jednu drugu ekipu ako to nije Vardar u Makedoniji. Го споменавме Лино Червар, навистина тие надпревари кои што беа меѓу Вардар и Металург во тој период беа нешто што е реткост, особено последните години во Македонија, спортот да биде тема број 1 пред тие дуели. Како гледате сега по толку години на тоа ривалство што имавте тука, бидејќи знаеме секакви ситуации имаше на тие надпревари, што е баш она дерби што го покажува. Веќе не е така и кога играат и сега тимовите, едноставно ја нема таа омраза, би ја нарекол, позитивна, што треба да се направи за да биде приказната уште поголема пред тој надпревар, како не знам во Шпанија од Класико, Барселона, Реал, кога играат беа тие надпревари. Сега некако и заинтересираноста на луѓето е помала во однос на тоа време кога... Pa 10-15 dana prije utakmice već je počinjala neka tenzija, počeo je pritisak. Ja sam bio trener u puno zemalja, pogotovo u bivšoj Jugoslaviji, bio sam i Španija i Azija i nema takvog derbija. Takvog derbija kakav je bio Metalurg i Vardar, nema ga, nije ni slično. Možda je to proizlazilo da su to bile dve jedine ekipe koje su mogle u tom trenutku da budu prvaci. Da je bilo 4, možda ne bi to tako bilo, jer bi morao da... A ovako si morao da se fokusiraš baš... Cijela godina ti je nekako stajala u tih nekih 2-3 nedelje na kraju, kada se igrao taj play-off. I bilo tu svakakvih tenzičnih situacija, bilo je problema između igrača, između trenera, intervencija policije i svega toga, ali opet je na kraju to završavano i najveća stvar u svemu tome što je time makedonski rukomet dobijao na kvalitetu, dobijao sudije koji su sudili te mečeve, su napredovale u takvim utakmicama. Mi kao treneri, igrači u takvim derbijima su i samim tim smo pokazivali kvalitet u Evropi, što je opet cilj, ako se govorimo. Puno dece je edukovano i prilazilo rukometu i masovno se povećala. Tako da, kada sve to vratite i pričate sa ljudima koji su pratili takve neke stvari, oni bi se svi vratili u to vreme da gledaju takve utakmice, ne ove današnje. I današnji su u sastavi jako kvalitetni i sve je to u redu, ali to nije onaj derbi koji je bio tada. Da li nekako i светот се промени сега веќе? Порано се користеше буквално во спортски жаргон се за да се победи. Сега некако и ракометарите те гледаме во светот, не само ракомет и фудбал и се после дерби надпревари ретко се случува да има некои поголеми инциденти или некоја поголема омраза, се завршува со поздрав, со... Како гледате на таа работа моментално? Дали светот едноставно е променет или големите казни кои што се изрекуваат? Pa ne da su kazne, mislim, ne možeš ti karakter neki promijeniti kaznama. Ja sam najkažnjavani trener u Evropi i dalje ostajem takav kakav jeste i nemam dlake na jeziku kad treba nešto da kažem. Nekako su generacije postale ove kibernetik, znači oni su sve na mobilnim telefonima, na internetima, na društvenim mrežama, nemate neke tenzije, nema
te situacije da ti hoćeš da pobediš po svaku cenu. Oni izađu na teren, ispozdravljaju se, gušnu se, ajmo da igramo, dobili, završili, on opet tako. Kod nas je to na terenu bila neka vrsta mržnje i neka vrsta, vjerujem da i treneri utiču puno na to, jer recimo konkretno ja, nadam se da će mi ljudi dobro razumjeti, pa ja ne bih pustio invalida na pješačkom prelazu, razumiješ, hoću prvi da pređem. Tako isto je na terenu, ne dam nikom i svaka ekipa ugledala svog trenera. I ako je trener takav, normalno da će agresivnost da... Možda kompletna edukacija te dece i trenerski pristup, a možda je tako i bolje. Da li poveke vo vaše vrijeme bilo to što ste čustvovali privrzanost i kon klubot koji što ajde reprezentacija na strana, kon klubot za koji što nastapувате, kad jednostavno навивачи дошле и на тие навивачи вие мора да им даете максимум, бидејќи тргнале дел од своите примања дома, од своите заработка, да дојдат да ве подржат вас. Дали сега тоа е малку променето и веќе не размислуваат така? Он има договор, професионалец, игра и кој ќе заврши надпреварот као... Pa mislim da ste postavili jedno jako dobro pitanje, jer u onom trenutku, u onom vremenu, uvek govorimo o tom vremenu, ta grupacija navijačka komiti, ona je bila jedan igrač više za Vardar. Oni su sat, dva pre utakmice punili dvoranu, oni nisu štedeli srca, nisu štedeli dlanove, nisu štedeli glasove. I zašto bi se onda igrači štedili na terenu ako ti ljudi koji te bodre dođu na takav način? Naprosto si ti bio obavezan da daš 100%. Nekad je to bilo dovoljno da se pobjedi, a nekada nije. Ali je najvažnije bilo način na koji ti izgubiš neku utakmicu. Ako si ti izginuo, ako si ti ostavio krv i srce na parketu, navijači su ti oprostili. Ali ako nisi, ostao si da budeš kritikovan sa njihove strane. I meni se nikada nije desilo da je jedna sastav Vardara koji se menjao kroz taj period bio kritikovan od strane komita. Znači da smo uvijek davali maksimum. I sad uvijek je bilo nekog limita koji ti ne dozvoljava da daš maksimum. Да отидеш подалеку. Ги набројавме сите ваши успеси, има спортисти кои што се успешни само како играчи, има спортисти кои што се успешни само како тренери. Вие успеавте и во двете страни, да бидете веројатно и најдобриот ракометар и на 20 век, но и во историјата, но и како тренер имате успеси со кои што можете да се пофалите и добра тренерска кариера. Дали можете да им даете некој совет на младите луѓе кои што сега сакаат да започнат со ракометот, да бидат ракометари, како може да се стигне барем до некое ниво? Веселин Вујовиќ не може да биде секој, исто како што не може Лионел Меси да биде секој, но да направи една убава кариера која што ќе трае долго и ќе остане запаметен на овие простори. Pa znaš kako, ja pretpostavljam da to ne samo u sportu, nego u svim sferama života neko kaže ako nešto mnogo želiš, ima i da ga postigneš. To je laž, 100%. Znači ti hoćeš da postaneš vrhunski trener ili vrhunski igrač, koliko god da želiš, moraš da imaš talenat, moraš da imaš odnos prema tome. Znači ti mladi ljudi, prvo, ako se opredele da se bave sportom, onda su se opredelili da se bave sportom. I treba da poštuju to što znači sport. Znači, da ne piješ, da ne pušiš, da ne izlažiš noću, da ako hoćeš da te ljudi prepoznaju na ulici, onda treba da te prepoznaju po kvalitetu, a ne zato što si se ti ofarbao u plavo i ošišao se do glave i stavio si minđuše u nos i uši, šta znam ja. Ako ti imaš kvalitet, možeš biti sa jednim sportskim džemperom, majici i svi će znati da si ti taj. Znači da ih ne prepoznaju ljudi po ludilu, nego po kvalitetu. Da shvate da mali broj postane vrhunski. Ali ako oni nisu na ulici, nego su u dvorani, već tu su svi pobednici. Sva ta deca koja krenu da se bave sportom i nisu na ulici, nego u dvorani, su pobednici. Ne moraju da budu šampioni, ne moraju da osvajaju medalje, ali su napravili jedan put koji će im u životu pomoći da budu bolji ljudi, bolji roditelji, bolji đaci i da naprave jednu zdravu naciju kako bi trebala da bude svaka, ja mislim. Ја споменавте лудоста, знаете како велат, секој гений е помалку и луд. Дали треба да се има и таа мала спортска дрстост, но и лудост за да се успее, особено во денешно време кога светот е отворен, има милион начини да се најдат играчи, многу е веројатно дали е од една страна полесно, но и од друга страна потешко да избиеш на врва. Pa ja mislim da je konkurencija veća.
je konkurencija veća, da je puno više tih sportista, ali ne mislim da konkretno u rukometu postoji prava strategija da se napravi selekcija tih igrača. Prisutno je puno informacija koje možeš dobiti preko interneta, ali ti preko interneta ne možeš da iscrpiš bol, ne možeš da trčiš, sve ti to moraš da uradiš direktno i konkretno na terenu. I nije lako biti sportista. Nije lako odricati se mnogo stvari, nije lako trpeti kritike trenera, nije lako trpiti udarce sa strane. Znaš, ali svi ti koji to izdrže, onda oni znaju da su u svom životu napravili nešto veliko. Svi oni koji odustanu, oni će odustati i u životu. Neće biti dobri roditelji, neće biti dobri radnici. Znači, sport te uči da budeš jači u svakom pogledu, jer ako si fizički jak, onda si sigurno i mentalno jak. I nećeš završiti na drogama, na nekim sredstvima, na nečim što će ti ugroziti život, nego ćeš znati da odabereš pravi put. Да се вратиме на играчките денови, луѓето кои што живееле во тоа време во Југославија ги памтат вашите настапи во металопластика, 3 титули, цела таа генерација на играчи, Портнер, Исаковиќ, Вуковиќ, Вие, Цветковиќ, кои што испишале една историја на ракометот и биле вистински звезди спортски во Југославија. Сето тоа како круна една освојувањето на златниот олимписки медал во 1984 година. Ме интересира од денешен аспект, кога ќе се подсетите на тие времиња. Дали ви доаѓаат некои емоции, но и дали сега веќе како искусен човек, како тоа што биле сепак млад дете во некоја ситуација, нешто ви промениле од целиот свој живот? Znaš kako je, veoma često mene pokušavaju da postave pitanja, odnosno postavljaju mi pitanja, da li sam ja bolji igrač od Karabatića ili Balić od mene ili Lazarov i tako dalje. Ja lično smatram da, recimo, za mene je Mercedes najbolji automobil na svetu. Ali model od prije 30 godina i ovaj model danas ne mogu da se porede. I mislim da to treba sve nekako da ostane u svoje vreme. A što se tiče naših generacija, danas je samo bolje medijski ispraćeno. Ali je u to vreme sport donosio mnogo veću emociju. Mnogo smo više bili zajedno i mnogo smo više okrenuli. Kad sedneš za sto, ti nisi imao mobilne telefone da svako kuca svoje poruke, nego smo pričali, nego smo se šalili, nego smo igrali neke društvene igre. Nešto se dešavalo između nas. Mi smo imali tu neku priču. Danas ja, kada sa svojom sportskom ekipom, evo desilo mi se sa Zagrebom da smo sleteli u Belorusiju. Ali pošto je Hrvatska u Evropskoj zajednici, oni nemaju roaminga tamo, jel? I onda se vozimo 300 km autobusom i oni tamo igraju, pričaju, igraju karte, nešto se dešava. Čim su ušli u hotel i uhvatili Wi-Fi, oni su prestali da razgovaraju. Znači, šta je to? Došli smo do toga da treba da oduzimamo telefone igračima kad su zajedno. Takve su generacije, ali ti moraš da uđeš u taj voz. И нема друго решение. Во ваше време, во периодот на металопластика, југословенскиот ракомет бил број 1 во светот. Сега некако доаѓа тоа време на скандинавците, германците и шпанците. Каде ја грешиме како балканци што не можеме да сме... Има блесоци. Хрватска, Словенија, Македонија имаше добри резултати, а неколку првенства. Црна Гора беше одлична, претходни шампионати. Имаме некои блесоци, но сепак не можеме да задржиме тој континуитет на балкански земји и да видиме цело време во борба со германците, скандинавците, шпанците. Каде грешиме и дали тоа што не сме сите заедно една причина сега, или има и некои други во работата и со младите, но и со клубовите во земјите? Naravno da pitanje je kompleksno, ima svega toga. Po meni prvo je ovo što si pomenuo, da nismo zajedno. Jer sve podele koje se prave među državama daju mogućnost da mediokritet i manje kvalitetni ljudi dođu do izražaja. Zamislite sad recimo da umjesto 6 reprezentacija imamo jednu reprezentaciju. Ti sad recimo ako sastav ima 20 igrača, sad ima mogućnost 120 igrača da budu, a tad bi imalo samo 20.
Znači 100 njih bi otpalo. Taj filter koji bi se tada pravio, to bi bio nevjerojatan. Zamislite košarkašku reprezentaciju ili fudbalsku sa zajedničke Jugoslavije ili rukometnu, ko bi tu sve mogu da uđe ili otpadne. Onda strategija koja se uzima kada je rukomet u pitanju. Ne pravimo strategiju, ne oduzimamo igrače iz drugih sportova. Znate, odbojka nam uzima igrače, košarka nam uzima igrača. Mi moramo da napravimo nešto da ih uzmemo. I opet osnovna velika stvar koja se dešava u svim tim. Nama treća kategorija omladine ide u sport. Oni koji su mangupi, koji su frajeri, oni su ti kriminalci. Razumiješ me? Ovi koji su malo inteligentni, pametni, oni idu da studiraju. Ovi koji nisu ni frajeri, mangupi, ni pametni, oni ti idu u sport. I ti sad treću kategoriju omladine treba da pretvoriš u prvu da budu šampioni. I jako je teško to napraviti. U zemljama kakve su Danska, Francuska, Finska, to je mnogo lakše. Oni imaju obezbeđene sve uslove, imaju obezbeđene trenažne procese, imaju obezbeđene škole. Kod nas je sve drugačije. Ja mislim da u Makedoniji, Crnoj Gori, bilo koje, kada i jedno dete pokaže malo talenat, neko od menadžera ga odvede u neku drugu zemlju. Ovi to ne rade, oni ostaju u svojoj zemlji, žive tu, daju sve najbolje od sebe, postaju repstivci, osvajaju medalje. Mi smo osuđeni da stalno tražimo nešto bolje, a negdje daleko od kuće. I to je katastrofa. Како мислење ваше кое што се цени не само на Балканот, туку и во Европа и во светот за се што имате постигнато, дали мислите дека мал проблем со ракометот е и слабиот маркетинг? Не само зборам на Балканот, во Македонија, Црна Гора или туку било каде во светот, како да не сакаат доволно да го расшират ракометот за да биде популарен, бидејќи ако гледаме искрено, ајде, фудбал, кошарка, окей, сваќаме, но ракометот е многу атрактивен спорт во кој што може да се видат многу начини, многу неверојатни голови кои што може да ги постигнат добри спортисти, добри ракометари. Дали тоа е некој мал проблем не само во Македонија, во Црна Гора, како што реков туку, ЕХФ, ИХФ и сите тие федерации? Бидејќи ете гледаме Лига на шампиони ракомет се игра во вечери кои имаат Лига на шампиони фудбал. Едноставно slažem se sa tobom, ja sam se na nekom rukometnom druženju u Našicama našalio pa sam rekao, vi ako hoćete da ja pričam o tome, dajte mi 5.000 evra, ja ću da pričam. Jer svaki put kad pričam o tome, mene EHF kazni 5.000 evra, razumiješ me. Smatram da ljudi koji treba da vode brigu o rukometu ne rade to na pravi način. A opet, najbolji marketing ti je rezultat. Vi se sjećate kad je Vardar bio prvak Evrope, je li neko morao da pravi marketing i da najavljuje preko televizije ili je dvorana bila puna, kako god. Znači to je, mi na prostorima bivše Jugoslavije više nemamo niti jedan klub koji nešto ozbiljno znači u Evropi. To nije ni Celje više odavno, Zagreb, tako dalje, Vardar, da ne kažemo, sad je tu Pelister, ali vidite koliko oni imaju pobjeda u Ligi šampiona. Ali čak i takvi, kad igraš Ligu šampiona, dođe ti puna dvorana. I to je najbolji marketing. A s druge strane, zakon o sportu koji je u raznim državama nije regulisan ulaganje u sport. Zamislite vi sada kada bi jedna velika firma, umjesto da plati porez danak, kako se kaže, državi, mogla da da deo u neki sportski klub kao marketing ili kao sponzorstvo i da mu se to odbije od poreza. Puno bi ljudi dali u sport i u rukometne klubove, jer ima ljudi koji bi želeli, igrali su rukomet, i zakon o sportu kod nas nije regulisan. Добро, на тема Македонија има таква ситуација баш со ваучерите, но и тука се случуваат многу неубави работи, најкултурно да кажам, се вртат пари во некои погрешни клубови, погрешни спортисти, само колку да се каже. Иначе ако гледаме вкупната бројка на тоа колку пари се вложени преку даноци во Македонија е огромна, но колку има спортот во Македонија корист од тоа веќе е прашање. Рукомет би морao и зашто рукомет има свое место у Данскoj, u Francuskoj, u Njemačkoj? Zato što je osmišljen na drugi način. A vi kad pogledate prenos sportski iz jedne dvorane iz Srbije ili iz Makedonije, to su slaba ona svetla, onaj parket je propao, onaj lak je propao.
Ko će da gleda takvu utakmicu? Neće niko da gleda takvu utakmicu. Ете, пример во Македонија, на истиот паркет се игра и кошарка и ракомет. Првенство имавме еден не, случај, боже. кошарка не можеше да се одигра надпрв, бидејќи ракометниот клуб претходно имал тренинг, лепакот останал и Tako je, to su stvari koje apsolutno mi u ovom Нели се тоа едноставни мали работи кои што не треба ни не знам To su- колку финансии и средства Tako je. да се. To ispada da su veliki raboti, znaš, kad ne možeš da ih rešiš. Ali mi smo izgubili onu kategoriju sportski radnik. Bilo je tu puno ljudi koji su davali sebe, koji su u jednom sportskom klubu rodili se, živjeli, radili i umrli u tom sportskom klubu i davali sve. Danas je stalno neka komercijala, znaš. Prvo pari pa ćemo da vidimo. Sport jeste komercijalna stvar, ali bez ljubavi nema sporta, to je 100%. Говоревме дека ете сите клубови од Балканот веќе не долги години на ниво на останатите гиганти од Европа. Вардар беше последен кој што успеа да им се спротистави на големите Така е, клубови да. од Германија, Шпанија, ете Барселона, да ја споменеме, и скандинавските земји. 2017 и 2019 ги освои титули. Сега ме интересира, комити тогаш, бидејќи самиот почеток на тој Вардар на Сергеј Самсоненко не беше најблескав, имаше смена на тренери, Јасно. слаби резултати. Дали бевте некогаш да откриеме за јавноста во разговор за тоа место пред да дое Раул Гонзалес или по Раул Гонзалес, бидејќи имаше голем притисок од јавноста, посебно од комити, од најверните навивачи на Вардар, дека сакаат Веселин Вујовиќ да биде тој што ќе роводи големиот проект. Pa te godine kad smo mi osvojili titulu, Samsonenko je bio na par tih titula, utakmica, i u razgovoru sa Mihajlom ja sam već bio napravio dogovor da ostanem u Vardaru. Onda mi je Mihajlo rekao da se pojavio jedan Rus koji bi hteo da budem sponsor. Mihajlo je rekao da mu predlaže, da kaže od 0 do 100 koliko hoće da posponzoriše, ovaj je rekao 100%. Ali Samsonenko je tada, gledajući mene i način kako komuniciram sa komitima i agresivnost koju su imao, to je njemu smetalo. On nije smatrao da jedan trener treba da bude iznad predsjednika, iznad kluba i da ga publika tako obožava. Samsonenko je hteo da bude glavni glumac, da on taj bude koji će da bude pozdravljen u dvorani kao tvorac nekog čuda i šta znam ja. Tako da je on i pre nego što smo uopšte došli da razgovaramo, rekao da će zadržati sve igrače i sve ugovore, ali jedino neće trenerom, hoće da donese svog trenera. I tako da ja nikada nisam došao u situaciju da razgovaram s njim na tu temu. Meni je jako žao bilo što sam toliko godina dao za Vardar u trenucima kada nije bio na tom nivou, a nisam mogao da učestvujem u tim nekim sjajnim. I ja sam siguran da bih moguće ja učestvovao u nekoj od tih titula, ali šta da radimo? Дали повторно тоа големо еро кој имаме сите, го имам јас, а не луѓе кои што имаат милиони или се успеси како вие, било причина за тоа на крај да не се случи вие да останете тренер на Вардар во тие години? Pa ja to sad ne mogu, to je pitanje za Samsonenka ili Mihajla ili nekog, ja stvarno to, kada je Samsonenko otišao ponovo, kada je Vardar onda ostao ponovo na dnu i tako dalje, ja sam se ponovo vratio. Znači ja sam teoretski uvijek tu kad je Vardaru teško, je tako? Ali na kraju krajeva nije meni žao, niti apsolutno smatram da je Vardar za mene jedan makedonski brend i to je pokazalo vreme da su Pelister i Vardar stvarno pravi brend, da je Metalurg bio jedan slučajan projekat i pokazalo je da je Mihajlo Mihajlovski apsolutno najbolji sportski radnik, najbolji presnik koji je živio i radio u Makedoniji. Рековте дека тука сте биле секогаш за Вардар, така изгледува кога било најтешко, дојдовте во 2006 година кога Вардар не беше најскапиот тим во Македонија, мора да се каже, со најголеми финанси. Дојдовте тука, освоивте 3 титули, ако не се лажам, освоивте и првото издание на СХ Лигата, беше шампион Вардар. Прво ме интересира како дојде до соработката со Вардар, како ви сконтактираа во тој период и зошто прифативте? Тоа многу е интересно да се каже, не знам и дали имате зборувано за тоа, но и како успеавте да останете толков период и едноставно да се приврзете за Македонија?
U tom trenutku se dešava prvo raspad bivše Jugoslavije, onda ostaje zajednica Srbija i Crna Gora i tu počinje referendum u Crnoj Gori za odvajanje. Vi znate da sam Crnogorac, rođen sam na Cetinju, ja sam svoje sportske rezultate ostvario u Šapcu, tako da ja se osjećam apsolutno pripadnik jedne i druge zajednice. I u tom trenutku mene Mihajlo Mihajlovski zove da dođem na 10 dana da pomognem Vardaru svojim savjetima i šta znam ja. Dolazi do referenduma, Crna Gora se odvaja, Srbija me hoće kao selektora, Crna Gora me hoće kao selektora, ja znam da ću da izgrešim ako odem tamo i tamo, ja kažem, baš me briga, ja idem u Makedoniju. I tad dolazi do saradnje koja je trajala dugo. Ja apsolutno sam imao jedan neverovatan odnos sa Mihajlom Mihajlovskim, bio sam zaštićen, on je imao ideju da ja uvek moram da budem najplaćeniji od svih igrača, što ti odmah daje jedan ogroman autoritet. Kada bi došlo do nekog problema sa igračima, pa su oni otišli da se žale Mihajlu zbog mog odnosa, ponašanja, kazni koje sam uzimao igračima, Mihajlo bi onako ladno opušteno rekao, vidi, imamo 2 pravila u klubu. Prvo pravilo, Vuja je uvek u pravu. Kad pročitaš drugo pravilo, ako ti nije jasno, ti se vratiš na prvo pravilo. Tako da, i imao sam veliku podršku od njega, tako da stvarno nemam reči za Mihajla, za njegovu porodicu, za sve ljude okolo. To je moja druga porodica u Makedoniji. Нешто што ќе одбележи вашиот мандат во Вардар е создавањето на Стојанче Стоилов како играч. Ракометар кој што беше во Металург, се случи тоа што се случи со Лино Червар. Вие без размислување го донесовте во Вардар и навистина сето тоа подоцна е историја која ќе се наврати на некои работи како случајно се случуваат, и играч кој што беше од Металург можеби се гледаше како еден од легендите што ги остана. Тој Металург завршува во Вардар и станува, може да се каже, подеднакво како вас миленик на навивачите на Вардар. Како се решивте во тој период да го донесете Столе и... Pa mi smo bili limitirani kada su makedonski igrači u pitanju. Svake godine je Metalurg uzimao jednog od naših najboljih igrača. Da li to Naumče Mojsovski, da li to Mladen Rakčević, da li to Stevčan Luševski, tako dalje. A mi smo uzimali igrače koji oni izbrkaju od klub, znaš. I to se desilo i sa Borkom Ristovskim, i sa Filipom Lazarovim, i sa Stojančetom. Stojanče koji je svojom fizičkom građom apsolutno bio prototip modernog pivotmena, on je to i pokazao. Imao je taj pobjednički karakter, imao je jedan jako nezgodan karakter, ali nezgodni karakteri mijenjaju svet. Ovi mirni ne mijenjaju ništa, je tako? I mi smo se odlučili, ja sam jednom prolazio preko, i vidim ga da trči pored Vardara, pored Keja tamo trči, održava kondiciju i onda je Mihajlo stupio u kontakt sa njim i brzo su napravili dogovor i apsolutno je on možda igrač koji je najviše napredovao u Vardaru i postigao možda najbolje rezultate, iako je došao kao neko ko je odbačen bio od nekog trenera. Во тој момент во Вардар се појави еден хрватски ракометар кој што исто така многу брзо стана миленик на публиката. Игор Караджич, човек кој што немаше некој големо реноме во европскиот ракомет и би рекол можеби премногу доцна стигна до тоа ниво и до височините на европскиот ракомет. Ме интересира како го пронајдовте Игор Караджич и како успеавте да го прикажете подоцна он и самиот со неговите игри, но да бидете првиот кој што го прикажува пред Европа, играч кој што на крајот освои титули со Вардар, имаше забележителен настапи во репрезентацијата на Хрватска и стана еден од главните играчи на таа генерација на Хрватска. Pa ja sam ušao, ajde da kažem, u jedan rizik. Ja prvo sam znao oba dva brata Karadžića, a govorimo o Igoru. On je u tom trenutku operisao rame, ali ja sam njega gledao kakav je igrač, kakav je karakter pre toga. I ja sam ubijedio Mihajla da treba da rizikujemo da ga dovedemo u Vardar. Ali ne samo njega, mi smo tada doveli Nemanju Pribaka. Doveli smo Ilija Butovića koji je postao najbolji, i ostao je tu i Petrić. Mi smo tada te godine, recimo,
Nemanja je bio u Trebnju i oni nisu smatrali da je on igrač visokog kvaliteta, pa došao pa igrao fantastično. Ilija Butović, njega se Slovan odrekao. I ja sam nekako bio primoran zbog finansijskih uslova koje je imao Vardar, da nalazim jeftine, a dobre igrače. I da napravim dobar scouting i da idem na osjećaj. I čini mi se da u puno tih situacija sam pogodio da su ti, pa Dobrivome Marković je bio, koji je isto bio deo tog šampionskog sastava, Vukašin Rajko, mnogo igrača koji su stvarno napravili i dobru karijeru kasnije i pokazalo se da smo imali dobar osjećaj da ih dovedemo u Vardar. Зборувавме за тие времиња и големото ривалство со Металург, што го имавте, но ме интересира сега. Зборевте дека веќе 15 дена пред надпреварот, кога треба да се игра, веќе почнува тензијата. И се како се подготвувавте за надпревар против Лино Червар? Мислам дека за тоа немате говорено ни вие, ни Лино сигурно. И ме интересира како течат подготовките за тој надпревар. Дали се додаваат и мали провокации, дали со некои изјави правите притисок да биде врз вас да ги ослободите ракометарите? Како иде таа подготовка за едно дерби кој што беше во тој период? Znate kako je Vardar u to vreme bio organizovan? Vardar u to vreme bio je Mihajlo Mihalovski, Veselin Vujović i Branče Dibirov koji je bio sekretar kluba i tako dalje. To je bila naša varijanta. Oko Metalurga je bila jedna velika grupacija ljudi koja je radila na marketingu, radila na pritisku, radila na, ajde da kažem, vrbovanju nekih naših igrača koji, recimo, naš igrač pregovara sa Metalurgom, a mi treba sutra da igramo, mislim, to se u sportskom svetu, u fair situacijama ne radi. Takve neke, zbog toga smo ulazili i neke takve sukobe. I mi smo znali da cela sezona staje u tih neke 2 nedelje, što je jako teško i ogroman je pritisak bio. Mislim, nikad nije Mihajlo rekao vi morate da pobedite, ali nama to niko ne mora da kaže. Nikad komiti nisu rekli morate da pobedite, mi to znamo, jer sami po sebi pogodila se ta neka karakterna crta, ja koji hoću uvijek da pobedim, pa recimo eto, Igor Karačić koji je borac negdje, Nemanja Pribe, svi su to pobedničkog mentaliteta i kad imaš jednu ekipu takvog mentaliteta, mnogo je lakše. Metalurg je bio skuplja ekipa, igrača veće afirmacije, veći broj kvalitetnih stranaca i tako dalje, a mi smo imali ono što ja govorim da smo imali u neko staro vreme, tu neku grupu zajednu koja se družila van terena, koji su na trenizima znali da se potuku da bi pobedili na fudbalu i na košarci i samim tim, naravno će to da radi na rukometu. Nije tu bilo, ne znam, specijalno nekih priprema, sem analiza, mada smo mi znali, kao što su i oni znali, šta može Metalurg i Vardar. I moja prednost je bilo što sam možda u nekom smislu, kada je odbrana u pitanju, bio kreativniji, jer smo znali strogo da će Metalurg igrati odbranu 6-0, a mi smo u Vardaru znali da menjamo te odbrane i da možda nekad uspemo i da iznenadimo Metalurga sa tom nekom kombinovanom odbranom. Знаете што ме интересира, зборевте, имало ситуации како барале ваши играчи се. Имаше ли, се среќававте ли низ градов, низ Скопје со ракометари од Металург или ракометарите меѓу себе, вие со Лино некогаш? Како иде тој однос на спортските работници, на играчите кога не се во салата, надвор, бидејќи тоа не го знаат луѓето, не може да го знаат. Ние гледаме на теренот што се случува, некад има и тепачки и сено. Како во тој момент, како се живееше во Скопје во тој период? Ba vidi ovako, znači neverovatno je da za sve godine, sem u sportskoj dvorani, ja nisam sreo Lina u gradu, nikada. Ali u jednom trenutku ja sam bio selektor Makedonije i bilo je 6-7 igrača iz Metalurga. I naravno sam ja njima kao bivši selektor, da li je to bio Vančo Dimovski, da li je to bio Branče Angolovski, da li je to, ne znam, Filip Lazarov, oni su mene jako poštovali. Mi smo uvek, kad bi se sreli, pravili šale na to šta nas čeka za 3 ili za 5 dana i tako ovako Vlade Rakčević koji je moj sa Cetinja i koji je kao da je moj sin, onda bi on meni dao karte kada
moja familija treba da ide u autokomandu ili ja bi njemu davao karte, ali onda smo govorili nemate šanse, recimo on meni kaže nemate šanse, razbit ćemo se. Ja kažem ajde ćemo, pa ali ja ne vidim, kaže, način kako ćete vi nas, mi smo bolji na golu, bolji smo na levom, bolji na desnom, ja kažem dobro, evo ajde da vidimo. Ali ja kažem, ali mi smo bolji kolektiv. Kaže, i onda ih mi dobijemo, on kaže, ne mogu da vjerujem da je to tako. U svakom slučaju mislim da su igrači između sebe i kad su se sretali bili jako pozitivni. I da tu nije bilo zle krvi i da je bila jedna zdrava konkurencija i da u svakom slučaju svi su iz toga izvukli jednu veliku školu i veliku dobit. Споминавте периодот кога бевте во селектор на репрезентацијата, ете ме подсетивте на тие времиња. Беше многу потешно тогаш да се квалификуваш на големо надпреварување и рейтингот на Македонија репрезентативен беше многу помал. Знаеме, често беше Исланд, Унгарија, тоа беа испаѓања. Da. Дали сметате за мал неуспех тој период од вашата кариера што не успеавте да одведете Македонија на големо надпреварување? Бидејќи со сите други репрезентации и тимови кои што сте биле, сте имале настапи на големи Mi smo za protivnika u kvalifikaciji imali Sloveniju. Jedna od najboljih generacija koje je Slovenija imala je bila ta. Pazi, tad su bili i Zorman, i Vugrinec, fenomenalna reprezentacija. Oni su trebali da budu po meni osvajači medalje kakva je to bila. I mi smo imali njih za protivnika. I jako teško je bilo da njih eliminišemo. Lično, naravno, da ja nisam bio zadovoljan i da smatram da to je bio neuspeh, ali ako pogledam i analiziram realno, Slovenija u tom trenutku je bolja reprezentacija. Pogotovo što u tom periodu Kire nije bio na nivou, da li je bio umoran, nije povređen, a bez Kireta u top formi teško da makedonska reprezentacija možda napred dobar rezultat. Публиката во Македонија ќе ве запамети по вашиот темперамент. Може би сами ќе кажете дека ради тој ваш темперамент некогаш ете рековте дајте ми 5000 евра па ќе кажам што било, бидејќи казните ги плаќам често. Ве запамети по 3 големи случаи кои што се случија, кои што не се поврзани се со ракометот, но се директно. Првиот пат кога и тогаш веројатно станавте миленик на Вардар, кога рипнавте да спасите еден од навивачите на Комити кој што полицијата го нападна и тука веројатно ја добивте таа почит до крајот на животот од таа навивачка група. После толку години се сеќавате ли точно на тој инцидент, на таа случка и што се случи точно? Dođe jedna grupa mladih ljudi da navija. I oni su vrele krvi i navijaju za svoj klub. I u trenutku kada se dešava neko dešavanje na terenu i problemi, nekoliko tih momaka je uskočilo u teren. Naravno da to nikad ne bi trebalo da urade. Ali isto tako smatram da ne bi trebali da dobiju jedan čotek ili pendrek po leđima zato što je ušao u teren. I ja se sjećam da sam uhvatio policajca za ruku, što je isto jedan ogroman prekršaj, da ne bi i tog dečka ubacio na tribine, vratio na tribine i molio ih da se smire. Ima još jedan detalj. Ja sam već otišao bio trener u Emiratima, vratio sam se na pripreme sa tom ekipom u Beograd i došao sam da gledam derbi Vardar Metalurg koji se igrao u Boris Trajkovski. I došao do ogromnog incidenta. Komite su poludeli, lomili su stolice, da bi šef policije, žandarmerije, već kako se kaže, bez mogućnosti da reši problem mi se obratio, a ja sam bio gledalac. Kaže, Vujo, molim te da nam pomogneš. I ja izađem pred 1000 ili 1500 komita i kažem, malo, i oni, Vujo, majstore, i ja sa 5 reči smirim 1500 ljudi. Što je nešto nezabeleženo. Znaš, i utakmica se nastavila. Znači, ogroman utisak, ogromno poštovanje koje sam imao od tih ljudi i vraćao sam ih. I naravno da ovi mlađi momci koji su sad, neki se od njih ni sećaju da je Vuja bio tu i da se to smenjuje, te generacije, i ti neki momci koji su bili mladi, navijali, oni su sad oženjeni ljudi, imaju porodice i tako dalje. Ali moj povratak kao trener Zagreba i u Kale i tih 12 minuta skandiranja, tad shvatite da ste radili nešto i da ste dotakli dušu i srce tih ljudi na pravi način. Се сеќавам баш на тој надпревар, бев со другари исто така.
Имавте многу случаи со судиите на мечевите. Тоа Тога се не сеќам, да, стварно мислим. ни на конфликтот со Ѓорги Начевски, што беше? Да, И тоа дали е- се имате видено потоа? Ма Веројатно и ма сега ми се смо видовте гледали. синоќа Ма да, али превод. видите, јас сам се са њима двојцом видео и у Ирану, и у Катару су судили. И ја могу сад да кажем, неко може то неќе разумети, да ми имамо изуzetно добар и пријателјски однос, sa огромним поштованjem. Oni su tada bili mladi, ja sam isto tada bio mlađi trener, nisam znao ovo što danas znam, on isto tako. I taj incident je isto jedna velika škola i kada ga vidim, apsolutno mi nije drago da se sećam tih detalja, ali, ajde kažem, prošlo i da se ne ponovi nikad više. Кога сме веќе кај работи кои што поминали, никогаш не се случат, дефинитивно цела Југославија говорела за дуелот со Пелистер во Битола. Оф. Вие и металопластика гостувате, имало навистина неверојатни работи. Прво, еден навивач со моторче ви кружел, така како добро видов ни салата, многу провокации. Вие сте познат дека човек кој што е на своето, не е важно, ако треба и да се тепаме, ќе се тепаме, така завршува. Тој надпревар голема тепачка на крајот. Дејан Лукич, голманот ваш, најлошо поминал, бил погоден и со флаша, ако не се, и со лажа. Вие, Исаковиќ, највеќе настрадавте од таа страна за да се заштитите себе и за да се заштитите вас и со играчите. Тоа се мислам работи кои што веќе во модерниот ракомет не може да се случат. Од ваша перспектива, како гледате после толку години на тој инцидент и некои работи кои што можеби некогаш и биле нормални да се случуваат на ракометни надпревари. Колку и да е ненормално. Nemam ja objašnjenje za to što se tada desilo tog dana. To je jedan splet nesrećnih okolnosti koji se desilo. Jedna velika tenzija koja je uvijek u Bitolju kada se igraju utakmice. Njihova grupacija Škembari isto jedna fantastična grupacija navijača koju bi poželeo svaki klub. Je tako? I Pelisturu je ta utakmica bila izuzetne važnosti, mogućnost da eventualno produži šansu da budu prvaci i po prvi put. I ta atmosfera koja je nas čekala tamo je bila sve, samo nije bila sportska. I naravno kad ti u tim uslovima igraš i kad sudije su pod tim pritiskom i domaći igrači, jedna mala varnica je da zapali ceo pozor. Ružno je sve to bilo, ružno je sve to ispalo, imali smo i ogromne kazne za sve to, ali opet i ta incidentna situacija ostala istorija i o tome se priča toliko godina da je to završeno mirno, niko se toga ne bi sećao. Pa uvijek treba reći ko zna zašto je to dobro. Tako da. Зашто е тоа добро? Бевте, исто рековте и сами големи суспензии имало на крај, дали се донело некое соломонско решение и вие и ракометарите на Пелистер, никако да се знам, имало интересна ситуација кога еден од судиите на навивач кој што влегол на теренот му покажува жолт картон. Ја тоа искрено немам видено навивач да добие жолт картон. Ne znam što da. Дали некако и клубовите на крајот успеале да се договорат вашите суспензии да бидат намалени? Вие мислам дека сте добиле суспензија 9 месеци првично кога било така со Исаковиќ. Ja sam iskoristio svoje igračko kvalitet, Renomi pa kvalitet. kada trebalo je da idemo na olimpijadu i mene je selektor stavio na spisak, ja sam rekao da ja neću da idem na spisak, neću da idem na olimpijadu dok sam pod kaznom. Kazni me savez, a ja da idem za reprezentaciju, ne pada mi na pamet. I oni su naravno ekspresno su mi ukinuli kaznu, tako da sam ja iskoristio to što se bez mene nije moglo otići na veliko takmičenje. Ovim nekim drugim igračima su umanjene te kazne, ali te batine koje su tada dobijene nikad se neće zaboraviti. Велите дека сте биле големи пријатели пред се во тој период во металопластика во репрезентацијата. Ме интересира се, гледате ли уште, се дружите, колку често се среќавате со тие соиграчи од времето и Pa mi smo kao reprezentacija napravili jedan plan tako da se svake godine susrećemo u nekom drugom gradu i to je fantastično. Mi iz metaloplastike, ja se sa većinom njih vidim na dnevnom nivou. Neki koji nisu u Šapcu, kao što je to Mrkonja ili Bašić, naravno, kad ima prilika vidimo se, ali se čujemo stalno. Portner, nažalost, više nije među živima, ali ovo Isaković, Vuković, Rašić, Kuzmanovski, ja ih vidim na dnevnom nivou, družimo se, igramo čak i tenisa, tako da držimo tu generaciju zajedno nekako.
Работевте као селектор во неколку репрезентации, со Словенија направивте голем успех, кој што мислам дека тоа првенство не се ни очекуваше нешто повеќе од вас, нели? И во мечот за третото место имавте голема негатива против Хрватска, на крајот успеавте некако да го свртите надпреварот. Ме интересира која работа на на репрезентативен план би била најдрага и како се успева таков надпревар како тој со Хрватска да така се промени резултатот? Дали кажавте нешто, дали што се случи кај играчите или едноставно некогаш се случуваат такви работи? Ako ima u reprezentaciji, ja sam recimo bio sa kadetskom reprezentacijom Srbije i Crne Gore prvak sveta i prvak Evrope. To je isto sjajna. Sa juniorskom prvenstvom bili smo vice prvaci Evrope. Plasirali smo se kroz baraž na olimpijske igre, a eliminisali smo Dansku. I na olimpijadi u Sidneju smo došli do polufinala, igrali smo za medalju, ali nažalost nismo uzeli medalju i to je sjajan rezultat. Ako bi pričali o utakmici koju pominjete, to je sa Hrvatima, iskreno ja nemam realno objašnjenje kako smo mi došli do toga. Ja sam u jednom trenutku hteo da odustanem jer gubimo 7-8 razlike, ja se tu nešto nerviram, vičem na igrače, niko ne reaguje, pa sam ja najveća budala da ja sad tu se kidam. Ja sam hteo da odustanem od toga, ja kažem, čekaj, ali ja sam selektor ovim momcima i bit ću i sledeće godine. Ako ja prvi se sad predam, kako ja mogu sutra da tražim? Ja kažem, ajde da pokušam da vodim utakmicu kao da gubimo 2 razlike. Pa kad tih 2 stignemo, sledećih 2. I tako nekako krene 2 po 2, u tom trenutku se hrvatski selektor i ekipa osete nervoznim, jer mi smo u nekakvu zaletu. Neutralna publika Francuska koja čeka finale počinje da navija za slabijeg, odnosno za onog koji gubi. I sve to, onda je kasno bilo selektoru Babiću da izvrši izmene, da trgne Cidrića, Duvnjaka koji su bili izuzetno umorni, su igrali pre toga tešku utakmicu. Bilo je kasno da pusti neke mlađe igrače, da ih je pustio kod 8 razlike, dobili bi nas 15. I u tom trenutku, znači, mi smo uhvatili taj zalet i naravno smo imali i malo sreće i to je jedan faktor u sportu koji ti nikad ne možeš, idemo danas na utakmicu, imat ćemo sreću. Ti to ne možeš da računaš, ali ona je tu, negde se kreće i sad samo na koju stranu ode. I to je jedna izuzetno mi draga medalja sa jednom ozbiljnom reprezentacijom, jedna grupa divnih igrača i ljudi, cela Slovenija je zaslužila da dobije tu medalju. Човек кој што говори за сите медиуми на Балканов, ме интересира дали следите македонскиот ракомет овој период, дали ја следите репрезентацијата и селекторот Лазаров, но и сето она што се случува во Алкалоид како проект кој што се темели на македонски ракометари. Освој НХФ Европскиот куп минатата сезона, како би оцениле таа работа и целиот тој проект Алкалоид, но и работата во репрезентацијата каде што имаше тежок период со голема смена на играчи на генерација која што ги направи големите успеси на Македонија. Ne znam kako, iskreno da vam kažem, meni je nekako jako čudno da Kire Lazarov, koji je legenda, kako ih je malo, nije baš toliko omiljen u Makedoniji, što je meni nevjerojatno čudno. Ali ja moram da kažem da je on napravio jednu smenu generacija, da je napravio da makedonska reprezentacija igra jedan modern rukomet. Mislim da igra moderniji rukomet nego njegova generacija, ali je konkurencija u Evropi i u svetu takva da ne znam kad će oni da, recimo, naprave neki rezultat da se spuste ispod 10. mesta na nekom velikom takmičenju, a igraju dobar rukomet. Ali danas se proširio broj zemalja koji igraju tako izuzetno dobro i kvalitetno i drago mi je da u Makedoniji Makedonska liga napreduje u svakom pogledu. Alkaloid koji je iznikao iz nigde, jer ovaj predsjednik nije uzeo Vardar ili ne znam Peliste ili Metalurg, nego je uzeo i napravio svoj brend i svoju ekipu. Osvajanje tog kupa prošle godine je malo po čudnim okolnostima, onih kažnjavanja, ovog, onoga, baš je čudno to sve ispalo, ali u svakom slučaju siguran sam da Kira ima jasnu ideju i da ga treba podržati i onda će se podvući crta i reći će se posle 3, 5, 7, 10 godina Kire, radio si dobro ili radio se loše. Najlakše je
tražiti uspjeh, a nekome podmetati nogu na svakom koraku. Tako da ja smatram da on izrasta i bit će jedan od boljih trenera. Како човек што поминал се и се што и на терените и како играч и како тренер, како ќе го коментирате тоа да не сака тим да излезе во финале да одигра надпревар? После се што се случуваше во Грција, знаеме дека тоа беше некоја атмосфера од пред 20 години, со фрлање, со што е и тоа е убавината на спортот, да има такви работи, но да не сака тим да излезе да одигра, па како и да заврши тој надпревар. Мислам дека вие никогаш не би го направиле тоа да не одиграт. Makedonski-grčki odnosi, mi to svi znamo kako je. Tako, Тоа на страна. Isto tako znam šta se sve dešavalo u prvoj utakmici. I šta su oni očekivali da urade, sve su radili, onda da ih u Makedoniji čekaju i da ih drže ovako, pa ne moraš ono što si uradio. Добро, ама алкалуите тим што нема чкембари, нема комити, тоа се фамилиарни луѓе кои што одат на тие надпревари. Ali zadnja stvar na svetu je da ne izađeš da igraš finale. Da ti se obezbede uslovi, da se skloni gledalište, da ti ne uzmeš i tako da mislim da zaslužuju izuzetno oštru kaznu Evropske federacije i po meni ne bi trebali 10 godina da se takmiče u Euro, jer to mora da bude za primjer i da na sportskom polju se ostvare rezultati, a oni su to hteli da urade van sportski i ne zaslužuju. Не знам, вие како темпераментен човек да ви дојде сопственикот на клубот и да ви рече не играме финале, како ви изреагират? Pa ja bih rekao da to je ludost i da ja hoću da igram finale, a on ti onda budi sponzor nekom drugom i kad završimo ovo finale ja odlazim iz ovog kluba, ali ja bih sigurno išao da odigram finale. Работевте со многу квалитетни играчи како тренер во кариерата, сте имали за соиграчи голем број квалитет. Кој е ракометар, еве да тргнеме на страна Веселин Вујовиќ, кој што ви оставил највеќе импресии, ви било најубаво да работите со него и сметате дека е најдобар ракометар со кој што сте работили? Ja mislim da je to za svakog trenera najteže pitanje. Jer ja sam bio selektor Srbije i Crne Gore, u kojoj su igrali braća Peruničić, Jovanović, Škrbić, Butulija, Petrić. Bio sam u generacijama gde su brani Šterbik, Šarić, fenomenalnih igrača. Imao sam super klub gde su u mojoj ekipi bili Kire Lazarov, Ivano Balić, Jorgensen, Ratko. Stvarno neverovatnih igrača. I stvarno se ne bih usudio da odredim se za jednog igrača, ali je veliki broj igrača. Bio sam trener Zagreba kada je tu Luka Stepančić, kada je Valčić, to su stvarno vrhunski igrači i stvarno se plaši. Od Slovenaca, Uroš Zorman, Vitka Ptičnik, Jure Dolenec, veliki broj igrača i teško bi se, nemojte da mi zamerite, ali ne mogu da se odlučim za jednog koji je baš. Говоревме дека секогаш стоите на своето и не е важно дали е тоа популарно или не е популарно во моментот и на секоја тема имате свое мислење, што јас лично го ценам бидејќи било која тема да ме праша некој, јас го имам мислењето. Дали е тоа релевантно и дали јас треба јавно да го кажувам или меѓу другари, тоа е друга тема. Но мислам дека не постои човек што не може да има мислење за било која тема. Дали е тоа позитивно, дали е негативно, не е важно. Во моментов сте искрено и нападнати во Србија, бидејќи застанавте на страна на студентите како голем број. Што се случува во таа земја која што исто така велите дека чувствувате како своја, бидејќи сте дале многу за клубот таму? Дали се соочувате со некои притисоци, имате од државата, бидејќи на некој начин, затоа што поддржувате млади луѓе, не само вие, голем број спортисти од Балканот, ете гледам и со Новак Џоковиќ што се случува, што е неверојатно сигурно најдобриот тенисер во историјата. Како се справувате со тие работи? Видим, nisu oni mene napali, ja sam njih napao, to ja okrećem moj igre. Добро, потоа знаеме како идат тие работи кога е политика во прашање на Балканот. Svuda u svetu postoji sloboda govora. Je tako? Ja ako mi ne odgovara jedan predsjednik, mogu da kažem da je glup, da je lud, da mi ne odgovara, da ću da glasam drugog čoveka i to hoću. Ti danas u Srbiji to ne smeš da kažeš. Automatski je to pokazatelj da je to jedna autokratska država gde ti ne možeš da izražiš svoje mišljenje. Ja ne radim ništa u rušenju države, jer oni to poistovećuju kao rušiš Srbiju, rušiš ovo. Ako si ti protiv neke političke vlasti, protiv jedne stranke, to ne znači da ti rušiš tu zemlju.
Ali oni svoju stranku poistovjećuju sa tom zemljom. Najveća snaga jedne zemlje je mladost. U ovom slučaju to su u Srbiji studenti. Studenti su tražili da institucije rade svoj posao i da se nađu krivci za pad te nastrešnice. Naravno da sam podržao takvu. Svaka normalna osoba, svako ko iole razmišlja, ima morala, ima karaktera, će podržati tu decu. Od te dece i od tih studenta su napravili da su domaći izdajnici, da su ustaše, da su prodane duše, da su obojena revolucija, da ih neko finansira. Ti si od svoje omladine napravio da je šljan i dno dna. A da bi tu svoju omladinu kontrolisao, ti si se okružio banditima i kriminalcima. Da li postoji iko normalan ko može da uporedi takve stvari? Niko nikad nije pobedio jednu omladinu. Ta omladina stasava, ta omladina će da raste, da uči i nikad neće biti za tebe. Toga moraš da bude svestan. Ja imam jednu ideju. U sukobu sam sa jednim igračem iz kluba. Pa dobro, možda bude neko koji ne... Sa dvojicom već bi trebao da razgovara šta se dešava. Sa trojicom ja treba da se sklonim. To svako normalno zna. Zašto se ne sklanja? Da li će neko odgovarati za ovo što se dešava? Ja stvarno ne idem na mitinge, ne idem na proteste, ne odobravam to što se lome stranke, ne ruši. Ja smatram da su izbori legitimno pravo svakog građana koji treba to odlučiti. Ali imam pravo da podržavam nekog za koga smatram da radi ispravnu stvar. I ako me neko napada zato što mislim da neko radi ispravno, ima svoje mišljenje, ta je najveća budala na svetu. Tako da za mene, apsolutno me ne dodiruju kritike i stvari koje oni pišu za mene i da me pozivaju da sam kriminalac i mafijaš i tako dalje. Zamislite, takve stvari su u stanju da napišu za jednog sportistu kojeg proglašavaju najboljim na svetu. Ako je Dejan Bodiroga bio jedan od najboljih košarkaša u istoriji, Veselin Vujić jedan od najboljih rukometaša u istoriji, Željko Obradović jedan od najboljih trenera u istoriji, Nemanja Vidić jedan... I ako su ti ljudi protiv tebe, treba bi dobro da se razmisliš ko je u pravu. Ме интересира, бидејќи дефинитивно подетално ги следите ситуациите, сето ова како да се прелева и во спортот во Србија. Големи очекувања во сите спортови, но гледаме голем пат, иако има квалитетни спортисти. Фудбал, вие мислам дека јавно го нападнавте и Драган Стојковиќ, Пичци, пола репрезентација не играат играчи. Што се случува, можете ли да пренесете што се случува точно и во спортот во Србија, или дали сето тоа од општеството се прелева како и во другите области, така и во спортот? Mislim da se situacija iz političkog života, iz javnog života preliva i na sportske terene. Mislim da su pokazali da je srpski sport devalviran, da ne znam kad ćemo skoro u kolektivnim sportovima biti velesila. Videli ste šta se desilo sa košarkaškom reprezentacijom koja je bila prvi i jedini favorit evropskog prvenstva, ženska košarkaška, muška ženska odbojka, muški ženski rukomet, znači fudbal, evo doveli smo od sebe da izgubimo od Albanije i došli smo do toga da jedna sportska nacija koja je pravila i bila je apsolutno vodilja svima u regionu, bude devalvirana na takav način. Ko su odgovorni ljudi? Svi oni koji rade po tim savezima, a koji su zapošljeni od stranaka vladajuće stranke. Znači, ja nikad neću da shvatim da jedan direktor podigne jednu bolnicu i rade fenomenalno, promeni se stranka, oni smene tog direktora i stave neku budalu na njegovo mesto i unište taj. Ja da sam političar, ja bih zadržao tog čovjeka koliko god da je nekog drugog političkog opredeljenja zato što radi dobar posao. A menjao bi one koji su pokazali nedostatke. Zato ja nikad neću da budem političar, jer ja sam jednom dao izjavu da je za mene političar kao krava na krovu. I pitali su me zašto krava na krovu. Pa gledaš onako ono govedo i pitaš se kako se popelo ovako visoko. Jer on je bio najlošiji đak u školi, bio je špijun, bio je budala, imao je najlošije ocjene i sad on dođe i vodi ti politiku i vodi ti državu. Kako može takva osoba da ti bude neko to je ono što ja u politici, iako je ova šolja žute boje, ja ću reći da je žuta, a on kaže pa možda nije žuta, možda i crvena. Takve ljude ja ne volim i ne cenim i za mene su političari apsolutno ne svi, ali velika nula. Како човек што од страна ги гледа работите и случувањата, сепак сме
мал пазар, тука признаеме се за себе. Ми беше интересно на последните Олимписки игри што едни од малкуте медали кои што Србија ги донесе беа Новак Џоковиќ злата, беа Новак Џоковиќ и ватерполо репрезентацијата, предводена од Мандич. Двајца спортисти кои што се неприфатени во таа земја. Мандич мора да оди во Унгарија, во Ференцварош да игра. Замислите, тоа су луѓе кои руше државу. Замислите Новака Џоковиќа кој е био највеći спортски амбасадор Србије у исторiji. Најбољи тенисер у исторiji. И замислите, тај човек нема своје место и пресник док чита неку честиту од неког детета, уместо да прочита, jer пише дете да воли Новака Џоковиќа, он каже воли Николу Јокиća. Замислите тај ум кој у том тренутку може да промени таквута. Ко да веруе таквом човеку? Према томе ја му не веруем, а они кои му веруju, они ќе веројатно у догледно време свати да су грешни. При крајот да се навратиме само уште и на неколку ракометни теми. Данска доминира последните години на репрезентативен план, имаат неверојатен број на квалитетни играчи и некако премногу лесно се префрли од Хансен на Гицел. Како можеме ние балканските земји, што треба да направиме? Зборевме и преска, не сме заедно ко прво, веројатно и тоа е голем можемо само да им аплаудираме, jer они играју еден ниво рукомета и правила кои се у рукомету направljena su apsolutno favorizuje skandinavske zemlje. Kod njih je non-stop je to trčanje, oni imaju igrače takvih fizikalija da to mogu da izdrže. Njima se kroz masovnost koju imaju u svojim zemljama dešavaju Pitlik, Gisel i kad smo mislili kad nestane Hansena neće biti njih, pojavili su neki novi. Mi nemamo ni blizu takvu kreativnost, ni blizu takve odluke, ni takvu brzinu. I tako da, ja mislim da veoma teško, možda eventualno Francuze, ali to nisam siguran, bilo ko može da im parira u narednih 10 godina. Дали на Балканов недостигаат луѓе, бизнисмени кои што се желни повеќе да вложат во ракометот? Rukomet je neprofitabilan sport ako ga ne osmisliš na jedan specifičan način. Znate kako je, Kiel godinama je brend njemački, ali oni imaju recimo 100 sponzora po 100.000 eura. I čekaju u red još ne znam koliko. I tako kad jedan sponzor otkaže, pojavi se 10 novih. A mi ovdje hoćemo da imamo jednog sponzora koji daje 3 miliona. Nije baš jasno da to može. I kad ta firma, taj čovjek dođe u krizi, taj klub nestane. Mora se osmisliti na jedan drugi način kako da se vrši to sponzorisanje, kako da se to čoveku i napravi evropskog formata klub i da oko tog kluba se pravi reprezentacija. Jer bez ozbiljnog evropskog kluba nema ozbiljne reprezentacije. На крајот сакам само да ве прашам дали е возможно еден ден Vujović да се врати во Македонија? Pa ja u ovom trenutku stvarno ne vidim takvu varijantu i ja sam već i rekao, ako bi se ikada vratio bi se ponovo u Vardar. Ali Vardar u ovom trenutku se je dao šansu Ivanu Čupiću, koji je legenda kluba, koji je mlad trener, koji radi ozbiljan posao, koji napravi ozbiljne rezultate i ja mu želim svu sreću ovog sveta i njemu i Vardaru i ako bi se Vujović vraćao, znači da Vardaru nije dobro. A to ja nikako ne želim, da. Така да подобре. Ви благодарам многу за овој разговор, ми беше навистина чест и се надевам дека ќе се видиме повторно во некоја следна прилика. прилика. Hvala vam i veliki pozdrav do svih vaših gledalca. Тука ќе се одјавиме, ви благодарам што бевте дел со нас и овој подкаст овде во Beer Garden. Ќе ве замолам лайк, шер и сабскрајб на каналот на Пресинг. За вас едно копче да нас многу ќе ни значи. Се гледаме во некоја друга емисија со нови интересни гости. Останете ми добри, гледајте Пресинг, читајте екипа и ви благодарам многу. Пријатно.